7 часот и 13 минути. Ги следиме состојбите во Украина, анализираме во продолжение за руско-украинската криза со Благојче Атанасовски, политиколог. Благојче, добро утро и добре дојде во Македонија на утро. Добро утро, поздрав до гледачите на Македонската радиотелевизија и до гледачите на вашата утринска програма. Редовно стасуваат нови информации од теренот, но и информации од страна на самите челници на Европската Унија. Утрово и така ќе го почнеме разговорот. Се разбудивме со нови вести после вонредниот самит кој што се случи и вчера. Би сакал прво да почнеме со една мала анализа на изјавата на Макрон, што во политичка, но и во безбедностна смисла значи тоа што го изјави вчера по самитот. Вели, војната во Украина ќе доведе до целосно редефинирање на архитектурата на Европа. Што во суштина би требало ова да значи? Во суштина тоа треба да значи дека самата Европска Унија мора да биде покохерентна и хомогена, бидејќи ние сме тие кои на наш грб во изминативе неколку години почувствувавме дека самата Европска Унија како да влезе во еден ќорсокак. Едноставно процесот на ЕУ проширување со земји на истокот од Европа или од југоистокот од Европа едноставно застана по големото проширување од 2004 година, кога токму земјите кои се на во блиското соседство на Руската Федерација, Балтичките земји, поранешните земји од Варшавскиот пакт беа примени во самата Европска Унија, но од тој момент гледаме дека процесот едноставно е замрен, има едно ЕУ проширување кое перманентно се ветува, но никако да се оствари. Како што напоменав, тоа најмногу и најдобро ние го гледаме во негативна смисла на наш грб. Таа изјава на Макрон треба да значи и редефинирање на односите внатре во самата Европска Унија, но треба да значи и редефинирање на односите што тоа Европската Унија во годините и децениите што следат од тука па во иднина ќе има за план до каде би биле границите на самата Европска Унија, бидејќи постојано добиваме ветување ние дека ЕУ иднината на земјите од Западен Балкан, преостанатите 6 земји на Западниот Балкан кои не се полноправни членки на Европската Унија, дека тие имаат предвидена Европска Унија, но гледаме дека процесот буквално е замрен. Неколку последователни вета се случија на наша штета од страна на Франција и на Бугарија, па од тука сметам дека самата Европска Унија мора да даде нов импулс во разбирањето на што тоа значи европско проширување на европскиот континент. Од друга страна, изјавите на високите европски челници, фон дер Лајен, на Макрон, Олаф Шолц, ако сакате, новиот германски канцелар, дека Украина има предвидена Европска Унија во моментов, не би сакал да кажам дека се несериозни, но тие се една лажна надеж за Украина и украинскиот народ, бидејќи во изминатиот период на 10-15 години Украина нема добиено ни статус земја кандидат за полноправно членство, многу е далеко од добивање на тој статус или да ги почне преговорите. Ние сме држава која 15 години има таков статус на земја кандидат за членство во Европската Унија. Гледаме дека после 15 години ние не можеме да ги отвориме преговорите. Едноставно, самата Европска Унија, односно незините челници, како да се изгубија во тоа што значи водење, менаџирање и раководење со едно такво гломазно наднационално тело и не ги поставија контурите на идното ЕУ проширување. Овие изјави ја ги гледам во контекст само на едно ветување дека Украина не е оставена сама визави агресијата, воената агресија и нападот на незиниот територијален интегритет и суверенитет од страна на руската држава, односно силите на официјалната руска армија предводени од врховниот командант, претседателот на Руската Федерација Владимир Путин. Така, исто така по вчерашниот вонреден самит кој што се одржа во Версајската палата во Франција, сите 27 лидери на земјите од Европската Унија отфрлија членство на Украина низ брза процедура. Исто така тоа е една од поновите вести кои што доаѓаат од овој вонреден самит. Се очекуваше ли ваква одлука финална и официјална на лидерите на ЕУ? Па се очекуваше од проста причина, како што напомена во воведниот мој говор, едноставно процесот на интегрирање во Европската Унија е процес кој трае некогаш и со децении, но од потпишувањето на договорот за стабилизација и асоциација до полноправно членство кај секоја земја од поранешниот Варшавски пакт минувале минимум 10 години. Од друга страна, како што кажав, Украина во една тотална воена инвазија, вие
не можете едноставно да ја ставите на брзи шини и да стане полноправна членка на Европската унија, бидејќи како што знаеме, за да бидете членка на Европската унија треба да ги исполните така наречените предвидени копенхашки критериуми кои налагаат реформирање во состојбата на корупцијата, средување на судско-обвинителскиот систем, демократијата, човековите права, подигнување на животниот стандард и се тоа што значи да бидете вие подготвена земја за да станете член на тој богат европски клуб, согласно сите критериуми претходно кои треба да ги исполните. Украина е за жал една од најсиромашните, ако не и најсиромашна земја која реално и пред оваа воена инвазија се соочувала со огромни проблеми во однос на владењето на правото на корупцијата, организиран криминал, има таму да речеме олигарси, многу слична ситуација да речеме еден вид како Бугарија и Романија пред да станат земји членки како што биле тие две држави во 90-тите години. Украина се наоѓа денеска, така што не верувам дека ќе има еден амбиент во самата Европска унија за да Украина на брзи стази, на брзи шини биде поставена и се случи тоа така наречено брзо влегување или ветување за брз прием на Украина во самата Европска унија. Како што напоменав, толку е направен еден вид на застој во однос на ЕУ проширувањето. Кај нас се случува да после 15 години ние не може да ги почнеме преговорите кои и да ги почнеме утре, односно оваа година. Сите велат дека тие ќе траат минимум 10 години, значи нашето членство во Европската унија е развлечено децении и децении во изминативе децении наназад. Значи, ние го имаме подпишано договорот за стабилизација и асоциација со Европската унија во далечната 2001 година, во 2022 година ние се уште ги немаме почнато преговорите. Така што тој брз влез или тој брз прием, јас не знам како таа терминологија да ја објаснам во смисла дека вие ако сметате брзо членство на Украина, тоа значи за неколку години. Јас мислам дека е нонсенс, е апсолутно невозможно во оваа конјунктура на геополитичките односи и геополитичките разврски кои ќе следат по завршување на руско-украинската војна, дека може Украина да стане членка по брза постапка на Европската унија. Прашање дали Украина после оваа агресија воена од страна на Путин, кој тој се дрзна на тој начин да го направи, дека може Украина да смета, односно украинските граѓани и украинските политички елити, да може да сметаат дека тие некогаш во догледна иднина би имале европски иднин, односно членство во самата Европска унија и во НАТО. Ако ги следиме изјавите, една од причините кои аргументирано рускиот председател ги дава зошто тој го направил овој воен напад и оваа воена агресија, тоа што тој не сака да дозволи Украина по никоја цена да стане член на западните асоциации како што се НАТО и Европската унија. И Европската унија е тука проблем, не само НАТО, тоа е твое генерално мислење, бидејќи сега за сега повеќе акцент се даваше само на НАТО, некако членството на Украина во Европската унија како да беше ставено под сенка во однос на барањата од страна на Русија. Точно, би се проблематизирало ли тоа? Точно, ама ако видиме тие две организации се на еден начин комплементарни, бидејќи скоро 90% од членките се и членки на НАТО и на Европската унија, односно двете се западни асоциации. Цело време се сметало дека НАТО е воената архитектура, а Европската унија е економската и од сите општествени сфери на живење, политички клуб, а НАТО е воен клуб. Од друга страна, ќе направам мала дигресија. Украинската кризи или конфликт почна во 2014 година, кога тогашниот украински председател Виктор Јануковиќ одби да го потпише договорот за стабилизација и асоциација на Украина со Европската унија, што беше првиот чекор, како што образложив, за почнување на еден долг пат на интеграција на една земја во самиот Европски клуб. Значи, под изговор дека украинските граѓани треба да имаат предвидена Европска унија, предвидена европска иднина во Европската унија, на нив им беше ветувано, требаше да се потпише тој договор за стабилизација и асоциација. Потоа тој одби да го потпише, збориме за Виктор Јануковиќ, настанаа протестите, се случи Мајдан револуцијата. Сакам да кажем дека и тој пат
евроинтегрирачки на Украина кон Европската унија, не кон НАТО, бил проблематизиран од страна на проруските сили во самата Украина, односно бил сигурно не бил дочекан со радост во официјален Кремљ и не бил поддржан од рускиот претседател Владимир Путин да каже дека да, Украина има право да стане или да сака да стане членка на Европската унија, така што сметам дека Украина е проблематизирано да биде, без разлика дали членка на Европската унија или на НАТО, да биде едноставно земја која ќе биде под така наречениот западен безбедносен чадор или да биде дел од западната политичка, економска и воена архитектура. По почетокот на руско-украинската криза, повторно некако не носи темава и кон Западен Балкан, бидејќи има и некои доста слични или поврзани работи. Последно нешто во контекст на ова што го разговараме е тоа дека Босна и Херцеговина вели бара брз почеток на преговорите за членство во Европската унија. Во меѓувреме пред денови Косово, исто така косовските власти се изјаснија дека бараат брз прием на Косово во НАТО. Како сите овие состојби, ќе се вратиме ние повторно на разврските во однос на Русија и Украина, меѓутоа кога сме кај Западен Балкан, како сите овие состојби генерално очекуваш да влијаат конкретно за нашата земја и во оној ќор сокак во кој што сме доведени од страна на Европската унија за почеток на преговорите? Па јас велам дека на туѓата несреќа не треба ние да ја градиме нашата среќа, но доколку се гледаат и се постават така работите, веројатно ќе има некое придвижување на умртвениот процес, како што напоменав дека е замрен или има замор во проширувањето на Европската унија со земјите од Западен Балкан, бидејќи едноставно во изминативе години, па би рекол и децени, самите европски челници не знаеа да најдат одговор на прашањето на интеграцијата на земјите од Западниот Балкан. Го спомнав случајот со нашиот пример, кој мислам дека е еклатантен пример да го има во учебниците по да речеме европска историја, каде што не треба така да се постапува со една земја. Ние направивме се, условно кажано, го променивме и нашето уставно име за да ги почнеме преговорите, па од тука гледаме дека добиваме нови барања. Тоа беше посочувано како лош пример и од страна на српскиот претседател Александар Вучич, кој вели дека не може Србија да биде натерана да го признае Косово со ветување на брза европска иднина или брз прием на Србија, бидејќи тој го даваше примерот со Македонија и го впрваше прстот, еве тие го сменија своето уставно име, го подпишаа Преспанскиот договор, а сега се уште не им се дадени ветувањата од Европската унија за почеток на преговорите, но ова може да биде една геополитичка пресвртница во односите на Европската унија со земјите од Западен Балкан, бидејќи самата Европска унија, веројатно и под притисок на високата американска дипломатија, ќе мора сериозно да покаже сериозност од нејзина страна во однос на третирањето на ЕУ проширувањето со останатите земји од Западниот Балкан, во смисла точно е дека земјите од Западен Балкан се соочуваат со висок степен на корупција, организиран криминал, несредено судство, но сите знаеме дека процесот на ЕУ интеграција на една земја членка, особено процесот на почнување на преговорите, е суштински важен, ја би рекол и круцијален за сите земји низ тој процес на трансформацијско патување да се реформираат и да ги исполнат предвидените критериуми кои самата Европска унија ги поставила или ги бара од земјите кандидати. Значи, точно е дека сите земји на Западниот Балкан имаат проблем со корупцијата, организираниот криминал, несредено судство, обвинителство, партизација и да не набројувам, но немаат внатрешен капацитет ни една земја од Западниот Балкан само од себе да се реформира и да стане една, би рекол, нормална европска држава, достоинствено место за живење. Доколку секоја од овие земји би имала таков внатрешен капацитет, ние би биле една Норвешка, би биле Швајцарија или Исланд, или би немале едноставно потреба да влеземе во самата Европска унија. Самите земји, односно политичките лидери, политичките елити, процесот на интеграција во Европска унија го прават, за да преку тој процес на интеграција општествата бидат едноставно трансформирани во едни многу понапредни, по-цивилизирани европски развиени демократии, во кои нормално како млад граѓанин или секој граѓанин би сакал да остане да живее, а не масовно да се сели во западноевропските земји, бидејќи гледаме дека кај нас
зборам земјите од Западен Балкан, масовно луѓето реално се селат во западно уредените европски земји кои се членки или се основачки на Европската унија, бидејќи гледаат дека тој начин на функционалност на животот, уреденост на системот на економијата, високиот стандард е едноставно нормално прифатлив или да речеме едноставно тој стандард наведува вие да сакате да живеете во таква држава, односно таков среден тип на општествено функционирање. И уште две прашања на самиот крај. Првото околу прогласувањето на Северна Македонија за непријателска земја од страна на Русија во политичка смисла и на подолги стази, што тоа би значило во нашите релации и односи помеѓу двете држави? Па освен дека тоа може да значи голем пат на економската и стопанската размена или соработка, на, да речеме, воено-безбедносен план, јас не гледам закана дека ние би можеле директно да бидеме нападнати или да имаме таков вид на разврска на настаните, но во однос на економијата, на стопанството и на енергетиката особено, бидејќи ако ги следим информациите, гледаме дека ние сме апсолутно зависни од рускиот газ и руските енергенси кои апсолутно се потребни за функционирање на македонската економија, тогаш може навистина да има проблем. Едноставно во 2022 година светот е едно глобално село каде што економските интереси, економските текови се толку поврзани и испреплетени, да гледаме што се случува со цената на нафтените деривати, на пченицата, бидејќи како што знаеме и Русија и Украина се едни од најголемите извозници соодветно на нафтени деривати, гаси и пченица. Од друга страна, доколку ние сме, а сме веќе посочени и официализирано непријателска земја за Русија, во тој момент ќе гледаме дека веројатно сите економски врски досега кои нашите стопанственици, нашите земјоделци кои имале пласман, да речеме, на огромниот руски пазар, станува збор за држави и нација која од 150 милиони жители, знаеме за јаболката од Ресен, да речеме, раноградинарските производи од Струмица, дека имаа пласман токму на рускиот и украинскиот пазар. Овој момент апсолутно ќе оди на штета на македонската економија и на штета на едноставно македонските производители и не би можеле точно во овој момент ние да дадеме прецизна анализа колку и како тоа ќе се одрази негативно на нашата економија во наредните години што следуваат, бидејќи ќе треба да видиме прво колку ќе трае самата руско-украинска војна, дали ќе видиме наскоро за неколку недели или да речеме месеци некој мир, некој потпишан договор, или тоа ќе се одолговлечи и ќе траат војните дејства, не дај Боже, години нанапред. Вчера се случи и последната средба во Анталија, повторно без договор и тоа на повисоко ниво за разлика од претходните. Министрите за надворешни работи и на Русија и на Украина се сретнаа, но без, кажавме, без договор. Такво беше и официјалното соопштение и официјалните изјави. За крај, каква разврска предвидуваш, очекуваш од целата оваа криза, кога станува збор за тоа што се случува во моментов во Украина, да го тргнеме Западниот Балкан? Не сум голем оптимист од проста причина, бидејќи се наоѓаме во една ситуација на воена агресија на една многу помокна воена и политички економска сила како што е Руската Федерација во однос на Украина. Од друга страна, секој конфликт кој се случувал меѓу две земји бил посредуван од трета земја која имала влијание. Ќе го дадам примерот на конфликтот меѓу Ерменија и Азербејџан, кога токму Русија се вмеша за да посреди и тоа да заврши со некаков си блицкриг траен привремен мир, таму не може да има траен мир, но во оваа ситуација станува збор за тотално асиметрична позиција на Русија и Украина, односно не гледам кој е тој кој може да изврши притисок врз рускиот председател, па за да може да го вразуми и да седнат на маса, дали во Анталија или во било која друга земја, едноставно официјално официјалните представници на Руската Федерација и на Украина да направат прекин и да направат некој договор со кој и понатаму тој договор би бил почитуван, бидејќи знаеме дека војните дејствија траат од 2014 година, имаше така наречен договор Минск 1, Минск 2, но врз база на условно кажано непочитување на тој договор од престолнината на Белорусија, рускиот председател Владимир Путин ја нападна Украина, што значи дека освен западните санкции кои тој ги сваќа условно кажано како отворена хибридна војна против Русија, не гледам која е таа сила во светот во моментот која може да изврши притисок
и за да се случи прекин на војните действија и да се договорат едноставно да има некој траен договор кој ќе гарантира ефикасно и ефективно решение кој ќе ги уреди односите од тука па натаму да не бидат со нови воени действија. Од друга страна, сметам дека кај рускиот председател преовладува и едно его и една суета. Јас не сметам дека во моментов може да се постигне толку брзо договор, бидејќи самата воена инвазија на Украина, јас не сум воено-безбедносен експерт, но тоа што го следам и го читам, многу воено-политички аналитичари кажуваат дека вакво нешто вас ви треба месеци и месеци наназад, вие како воена операција да ја спроведете, треба сериозна подготовка, тоа трупање на руско-украинската граница на 150.000 руски војници траеше месеци наназад, така што сметам дека целата таа подготовка, веројатно во претходната 2021 година, на рускиот председател за воена инвазија и агресија врз Украина, не била за да тоа се заврши за една или две недели, односно, тој може би сметал дека тоа ќе се заврши за една или две недели доколку воено ја порази, ја освои Украина, но како што гледаме, реално украинците даваат надчовечки отпор на теренот доле и не знам до каде би одела целата ситуација, дали он ќе сака едноставно воено, морално и политички секако да ја скрши Украина. Не знам кои се неговите намери во однос на политичкото раководство на Украина, бидејќи добивам информации дека 3 атентати се спречени досега врз украинскиот председател Володимир Зеленски. Ќе ги видиме како ќе се развијаат настаните во иднина, но секако сите саками, условно кажано, да кажам, навиваме да има прекин на војните действија и едноставно ова лудило да заврши за да може светот да влезе во помирни води. И сосема накратко за крај, ќе успее ли ЕУ до 2030 твој став и твое мислење да се ослободи од руските енергетски извори, бидејќи тоа е дел од агендата за која што се разговара изминативе денови? Па тоа веројатно ќе биде политика и стратегија на самата Европска унија, но толку лесно да се ослободим не верувам, бидејќи и Европската унија, односно најголемите економии на Европската унија, пред се во прв ред Германија, се многу зависни од тој руски газ. Од друга страна, тие ги затвараат фабриките на јаглен, зашто имаат нели ЕУ зелена агенда, но тоа е еден процес во кој ќе треба да се вложат многу пари и ќе треба да поминат многу години и децени, така што може би е малку пренагласено 2030 година, бидејќи станува збор за 8 години, но со ова што се случи, дефинитивно самата Европска унија, односно државите членки на Европската унија ќе мора да најдат нов алтернативен начин на користење и производство на енергија и енергенси, да не бидат зависни од руските како досега. Благојче Атанасовски, политиколог, благодарам за гостувањето во Македонија наутро, посакувам убав работен ден. Ви благодарам на поканата.